Утро. Hi, Mr. Ambassador. Good morning. Home, man. Yes, You know, yes, how I it is. realize. I realize everybody knows. Great honor for us having you here. Proud. Представник на Европската делегација во Македонија амбасадоре господин Жбогар, почитувани министри за финансии, за екологија, заменик министер за екологија денеска присутни овде, почитуван градоначалниче Коста Јаневски, почитуван председател на Советот, членови на Советот на Општина Струмица, почитувани директори на јавните институции во Струмица, представници на Комуналец кои што ќе го реализираат овој проект, односно ќе го одржуваат овој голем проект, почитувани представници од на групацијата кои што сте денеска овде, почитувани представници на медиумите, почитувани мои сограѓани. Ми представува огромна чест што денес сум во мојот роден град на еден ваков значаен настан. Заедно со моите сограѓани да го одбележиме моментот кога Струмица за прв пат добива прочистителна станица, а со тоа и поздрава и почиста животна средина. Ова е желба на целиот Струмички регион од нашата независност. Знаејќи дека сме најголемиот регион за производство на раноградинарски производи, ова дефинитивно ќе не стави во мапата на квалитетно и здраво еколошко производство на земјоделските производи. Овој проект се реализира со помош на средства од европските фондови во рамките на оперативната програма за регионален развој. Проектот беше димензиониран на 10 милиони евра, еве го денеска завршува на 6,5 милиони евра реализација, кој што многу кажува. Проектот е завршен за една година од самиот почеток на неговата реализација. Истовремено, проектот се одбележува со модерна технологија на функционирање која што денеска Европа ја познава. Општина Струмица од секогаш беше лидер во спроведувањето на модерни, нови технологии и решенија. За таков тип на проекти се залагав и ги спроведував додека бев градоначалник и особено ми е драго што тој тренд продолжува во мојата Струмица. По тој прогресивен пат денеска и Македонија чекори напред. Владата на Република Македонија има јасна определба да соработува со општините во изградба и реализација на вакви капитални проекти. Тие се од огромна важност за подобрување на квалитетот на животната средина на нашите граѓани. Со големо задоволство можам да ве информирам дека во завршна фаза се уште две прочистителни станици предвидени во оперативната програма за регионален развој. Едната во Кичево, другата во Радовиш. Се очекува да бидат пуштени во функција најдоцна во првата половина од 2018 година. Во тек е изградба на прочистителна станица за отпадни води во општина Прилеп исто така. Проект финансиран од ИПА, кој што се очекува да заврши во мај 2018 година. Владата на Република Македонија, заедно со Министерството за животна средина и просторно планирање, во рамките на програмскиот период 2014-2020, ИПА-2, планира да реализира проекти за пречистителни станици во Битола и Тетово. Истовремено се работи на подготовка на проектна и тендерска документација на проекти за прочистителни станици во градовите Штип и Велес. Наша цел е изградба на пречистителни станици за третман на отпадните води во сите населени места со над 10.000 жители. Заедно работиме во таа насока. Помошта што пристигнува од Европската Унија за нас е многу важна и во таа насока ќе продолжиме да ја интензивираме соработката со нашите партнери од Европската Унија. Македонија цели да ги исполни европските стандарди за заштита на животната средина како врвен приоритет и придобивка за здравјето и квалитетот на живот на граѓаните. Како премиер на Република Македонија, заедно со целата влада, сме определени да работиме на проекти што ќе значат примена на модерни технологии во областа за третман на отпадните води, но и за преработка и рециклажа на цврстиот отпад, што значително ќе придонесе за заштита на животната средина. Пречистителната станица за отпадни води е еден чекор кон исполнување на таа цел, а имајќи ја во предвид комплексноста на оваа област. Важно е да ја зголемуваме
соработката. Македонија во овој процес учи и применува искуства од земјите од Европската Унија, бидејќи ние се стремиме да станеме дел од тоа европско семејство. Токму затоа, партнерството и поддршката што ни го дава Европската Унија за вакви проекти е од огромно значење за граѓаните на Република Македонија. Ваквите чекори јасно ја покажуваат посветеноста и желбата на Унијата да ни помогне во проекти кои имаат за цел да обезбедат долгорочен развој и подигнување на стандардите. Ние како влада го почитуваме тоа, помошта од Европската Унија е драгоцена и исклучително неопходна во иднина. Исто така, сакам да нагласам дека цврсто сме определени и со сопствени ресурси да реализираме проекти кои значат долгорочен развој и заштита на животната средина. Убеден сум дека заедно ќе соработуваме на уште многу вакви проекти кои преку партнерство со Европската Унија ќе ни овозможат да имплементираме врвна технологија која е комплементарна со условите за заштита на животната средина. На крајот, сакам да се заблагодарам на ЈПКД Комуналец и на општина Струмица во делот на поддршката на реализацијата на овој проект. Знам како почнавме, знам како продолжи новата локална самоуправа. Сакам да се заблагодарам на ВТЕ, дел од ЕВА на групацијата, која што навистина покажа сериозна решителност за исклучително брз период да реализира оваа прочистителна станица, што представува нешто кое што е започит, имајќи во предвид дека некои прочистителни станици се реализираат повеќе од 3 или 4 години во државата и во регионот, но најповеќе сакам да изразам благодарност од граѓаните на Струмица и Струмичкиот регион и од граѓаните на Република Македонија до граѓаните на земјите членки на Европската Унија, кои што оделија буквално од својот джеп преку европските фондови и овозможија Струмица да го има денеска ова капитално здание. Ви благодарам на сите.